стройна. Се што е најубаво би и прилегало, како што и личат бројните водотеци, понорници и кладенци. Иако е впечатливо закитена со развиена букова и иглолисна шума уште од подножјето, на височиниве е импресивна со својата смиреност. Тогаш таа е навистина комплетен планински туристички мотив. Овие моќни карсни полиња се разбранувале до онаму до каде стасуваат погледите, а потоа спокојно си продолжуваат. Над половина од површините во овој регион се од категоријата високопланинска вегетација со пасишта. Се создале едноставно со потиснување на шумската вегетација со субалпски шуми. Многу од нив се со ендемичен карактер, а типецот е најраспространет. Ако моравме пеш да го изодиме сиот простор предвиден за филмскиот запис, ќе ни требаа денови и денови. И есента ќе поминеше. Снег ќе не фатеше. А тоа и го посакувавме. Да ја видиме оваа питомина и бистра и бела. Да се изнасанкаме и да се изнаскијаме. Крижичарници, ски лифтови на сите страни, патеки за почетници, патеки за поискусните, стрмнини за најдобрите, како за оние што веќе со децении ги собира традиционалниот мавровски меморијал. А љубителите на нордиските дисциплини, онаму долу, крај езерото, при тоа да се напиеме и чај, да се нагостиме, да здивнеме, да се одмориме. Овде нема брзање. За туристот намерник овде има илјадници легла. Дури вистинскиот капацитет и тоа во најтесниот езерски појас и не може точно да се утврди. Едноставно има толку колку што ќе затреба. И малку повеќе. Зајди сонцето и ноќите не го реметат ритмот во скијачкиот центар. Кој сака да се ги среди впечатоците од денот, нека повели. Оној што сака да си ги продолжи во бројните ресторани, кафетерии, пицерии, на посериозни музики или в диско.
На патеките пак нема застој. Ноќното скијање си има еден поинаков призвук. И се така. Сончев ден, па ноќ виделина. Ред убавина, ред одмор. Маврово, Маврово, кога ќе умрам, ќе ти се воодушевувам уште 2 живота.